3 дена пробувам да го снимам ова видео. Ова е задни пут. Пушта интро. Не е лошо, а? Пиши удием порача дали се свија. Како да е. 3 дена пробувам да го снимам ова видео за почетнички грешки кај сите што почнуваат во фотографија. Ова е заден тейк што го правам и мислам да ќе го погодиме. Остани тука, почнуваме со грешка број 1. Грешка број 1, што ја прават сите што почнуваат со фотографија и што стварно нервира и одвратно нешто, е кога на вашата фотка доле го ставате вашето лого. Еве, на пример, Тапшанов фотографи, фотографи by Тапшанов и така натака. Го имаат многу правилно, сум го направил и ја. Кога почнав со фотографија, на скоро сите фотки Тапшанов фотографи, фотографи by Тапшанов, итн. Требаше да помине некое време за да сватам дека тоа е многу лейм и да прекинам со тоа. Како и да, идеме, грешка број 2. Ова не знам дали е баш грешка, но е проблем со кој се соочуваат многу професионални фотографи од денешницава, а тоа е, сепак е грешка, да, што сите млади фотографи, почетници, аматери, како и да е, кога ќе навлезат веќе во фотографија, кога ќе сватат малце како и да тие работи, одма почнуваат на своите социјални мрежи да објавуваат постови како правам фотосесии, цена на фотографија 100, 200, 300 денари, пакет 1000 денари и така натака. Да, тоа ќе ви донесе некоја тезга да ќе заработите 1000-2000 денари, но не сваќате каков проблем правите на веќе естаблиширани фотографи кои имаат 10, 20, 30 000 евра во опрема и кои живеат од таа фотографија, вие им влагате со клизачи и им го рушите бизнисот. Не кажам дека вие не треба да почнете свој фотографски бизнис, но почекајте малце, напеќе малце експириенс во и после почни со работа. Значи вака само што правиш? Добиваш тие клиенти, ја буткаш цената на фотографија од држава, професионалците веќе губат работа, а ти само се бламираш. Како и да е. Чим почнете со фотографија, почекајте да поминат едно 5-6 години да напикаш експириенс во позадината и тогаш почни да работиш како професионалец, односно да продаваш фотографски услуги. Грешка број 3. Ова ќе бидат и грешки, проблеми и свашто ова видео, но како и да е. Ова е нешто ми се има случено многу пати. Се враќам од шутинг, доаѓам дома, вадам SD картица, ставам у лаптоп, почнам да едитирам фотографии, легнам да спијам, утрента станувам, зијам камерата, се пуштам во акција на фоткање, сум поминал 10 км, првот шкрап, no SD card. Значи, како правам сега? Доаѓам дома, отварам, вадам картица, го оставам отворено, почнам да едитирам фотографии. Камерата си стои отворена, влага прашина, али тоа ми спасува сега многу битни моменти и композиции да не ги изгубам. Исто многу пати ми се десило да искочам од дома без батерија, значи нема поболно нешто. Искачаш, нема реакција, ќе се убиеш. За картица сум се снаоѓал, сум купувал на други места во Electric Shops, ама батерија која нема шансите да најдеш у близина се многу мали. Затоа, стално кога вадиш SD картица, кога вадиш батерија, остави тие капачини отворени, нека се пуни со прашината и каде ќе го ичистиш, утрента те потсеќа дека треба да ги вратиш назад. Грешка број 4. Увек фоткај у RAW. Зашто RAW? Фотографиите направени у RAW формат содржат повеќе информации и е многу полесно кога кредите во пост да ги едитирате. Во Lightroom и Photoshop имате повеќе информации на фотографиите и може да ги шалтате лево, десно, контрасти, white balance, clarity и така натака. Значи вашата фотографија ќе биде многу подобра во пост толку фоткате у RAW. Под број 5, увек пазете фотката да ви биде рамна. По новите камери сите имаат digital Wasserwaage, односно spirit level, кој што ви покажува дали фотографијата ви е права, односно дали хоризонтот ви е прав. Ако немате Wasserwaage во вашата камера, тогаш во мени најдете го Apply Rule of Thirds, тоа ќе се појави во вашиот viewfinder или у live mode дисплеот и кога фотката ќе ги следите овие две линии и вашата фотографија ќе биде права. Колку што ваче толку може да процени. Веќе си изгубив грешка број, не знам кој таму, пази да не ги сечеш моделите. Значи не ги сечи нивните екстремитети како што не треба. Пази да не ја сечеш главата. Ова исто важи и кога фотографирате архитектура. Рецимо фотографирате еден облакодер. Внимателно, немој да го исечете врвот на облакодерот. Немој ни тие антени да ги сечеш. Значи стално оставај некој простор вака над нив, тоа са вака, не знам како глупости. Значи како и да е, од врвот стално оставај нешто горе. Друго многу битно, кога сликате landmarks, значи некои познати архитектонски зданија низ светов и кога имате модел, никогаш немој да го сечеш
архитектонското здание. Значи имате модел, си позира пред Ејфелова кула. Немој никако, ни случајно да го исечете врвот. Стално остави го да се гледа. Дали ќе се мрднеш лево, десно, позади неколку метри, не знам како ќе зумираш, што и да правиш, немој никако, значи никако да го исечеш врвот на Ејфеловата кула. Или пак факелот на Статуата на слободата, врвот на пирамидите и така натака. Но исто пази и моделот да ти биде добро компониран. Идеме грешка број 6, 7 или 8. Тука некаде не знам која е точно. Значи ве молам внимателно кога фотографирате модели посебно, немојте да ги ставате на very distracting background. Ова со англискиов. Ако го залепите моделот блиску до зид со графити, со лампа, со кабли, со прозор со рефлексија, каде што поминуваат коли, таа фотографија е толку distracting што вашиот модел ќе изгуби све и никој нема ни да го приметува, ќе збунува едноставно фотографијата. Увек ставајте го на некоја попроста позадина или пак ако имате рецимо зид со графити, одалечи го, намали бленда, направи го зидот да биде поматен, стај го моделот во фокус, ќе биде многу топ фотографија. Значи стално пази ја позадината да не биде многу дистректен и да се меша со моделот. Тоа е хаос, значи тоа е катастрофа. Грешка број 6, 7 или 8, една од тие е немој да фотографираш у ауто. Зимаш нова камера, одма, од ауто преминуваш на AV. AV е давање предност на бленда. Ја фиксираш блендата, го фиксираш ISO-то и самата камера си го сетира својот shutter speed. Тоа треба да бидеш многу внимателен ако веќе паѓа светлината надвор. Значи увек следи, ако ти падне shutter speedот под 60, 50, веќе ќе имаш многу матни фотографии. Тогаш ќе треба да користиш трипод. Но ако пазиш, ќе намалуваш блендата докај ти дозволува лекета или ќе окачуваш ISO-то. Ја никогаш не фотографирам со ISO над 800. Ми е страв да не се појави noise, односно зрно. И ако кажува дека Canon Mark III иде до 1600, мислам дека без зрно или така нешто беше, стално одам до максимум 800. Чим мине ISO 800 и на бленда најниска што може, фотографијата ми е темна, завршувам со шутинг или ставам трипод и така натака. Сега видов дека сум завршил готово. Сите тие грешки ги кажав што ги имав за глава запамтено. Беа мислам дека 5 или 6 дечки кои ми пишаа на Instagram у DM, дај направи видео со beginner mistakes, со тоа што ти најмногу си правил грешки, како си правил грешки на почетокот, како ти било на почетокот и така натака. Значи се измачив, не сум наигран вакви видеа да правам, стварно беше тешко. 3 дена пробував, четвртиот вајда ќе биде успешен, ако не е успешен не правам никад више вакви видеа. Седам да го едитирам сега. Уште сум радосен со новото интро. Ако ви се свија, кликај лайк, пиши ми у DM дали се свиеше, subscribe и се гледаме за пар денови. Peace!